Добро вечер назад во отворено студио N1. Ова е N1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Ќе почнеме да се дружиме сега. Со мене ќе завршиме негде, се надам, дока 11 часот вечерва, бидејќи после овој разговор што го имаме сега, ќе следува редовниот дневник и тоа и магазински дневник на N1 ТВ. Потоа ќе имаме една ексклузивна можност кај колешката Анета Кочишки во заедничната емисија Лица. Гостува Неле Каралич, еден од исто така големите звезди, како и во навикнавме веќе кај Анета секогаш да има големи звезди од регионален маштаб и од бившо југословенски маштаб. А потоа негде околу 10 часот, нешто пред 10 часот, ќе направиме една дебата повторно со тројца мои гости кои што цела вечер ги најавуваат, а темата е каде поѓавогите оди Европа, бидејќи ова што се случува во Европа навистина буди многу прашања. Но за да стигнеме до таму, прво ќе поминеме преку мојот драг пријател, колега Ким Мехмети, публицист, новинар, писател пред се, кој што во последните години ретко го гледаме на Ким. Добро вечер. Мир Брама. Добре дошол во студиото на N1 ТВ. Јас те викнав затоа што сакам во наредните 15-20 минути со некој добар познавач на регионалната ситуација околу пред се албанците. Да те прашам, живееме во едно интензивно време, јас знам дека си ти често на релација Скопје, Приштина, Тирана и така натаму. А гледаме едно вриење кое што некако во последнава година не само во Македонија, не само во Србија, туку некако фаќа некои залети во Албанија и во Косово и така натаму. Што се случува во албанската заедница? Дали постои некаква заедничка нишка, бидејќи гледаме дека во Тирана демонстрираат постојано луѓе, се бараат оставки и така натаму, борбата со криминалот е на врвот од агендата на таа влада таму. Критикувана е власта како и во сите други земји, претпоставувам. Косово е влезена во една жестока дебата и внатрешно политичка и српско-албанска околу тоа што да се прави со тоа Косово. Овдека ние кај нас си имаме една ситуација која си ја знаеме, се обидуваме нешто да направиме со Преспанскиот договор, да видиме како целиот тој процес ќе истера. И практично тој, да кажем сега, условно речено албански фактор е секдека во една подигната, би рекол, борбена готовност во политичка смисла и учествува во важни процеси. Лично сметам дека веќе се заврши лажната илузија дека ние живееме во демократски држави. Дека се потрошија сите лаги, се потрошија сите празни ветувања, се потроши дури и тоа што Европската Унија го продаваше во овие земји, да место демократија да гради стабилократија, да ја наречам, во име на стабилноста да жртвува се институции и така да ние постојано живеевме во партиски држави. Дури не во партиски, колку што во секташки држави, кај што една секта на луѓе ќе дое на власт и се завршува после како тие ќе посакат. За жал, и на меѓународните структури им одговара повеќе вакви употребливи политичари од што умни политичари. И така да кај нас и политичарите беа толку вешти, го сфатија ова, и ако вие следите, ќе видите колку се арогантни кон нас, а колку се улизувачи кон странците. Например, колку што се фини. И тие има едно однесување кон нас. И затоа, на крај сето тоа се сведе на следното. Дека кај нас дури немаше избори, него партиите ги бираа луѓето што треба да гласат за нив. Со тоа што правеа списоци колку гласачи може да купуваат. И се поставуваше секојаш дури нелогичното прашање зашто граѓаните го продаваат својот глас, например, за 50 евра. Па тие сватија дека инстинктивно, дека тука нема демократија и дека промената не стасува кај нив, дека промената завршува за партијата.
од една партија преоѓа власта во друга партија и додека тој што бил на власт се му припаѓало нему, сега на овој другиот и овој ќе може да затвори, да дели директорски име. Сваќајќи го ова, тие што сватија дека за нив демократијата важи само еден ден. Тој ден кога треба да земат 50 евра. И ги зима и живее спокојно. И дојде до тоа, што е најтрагично за една држава и за народи, кога веќе луѓето помислуваат, стануваат нечувствителни кон својата политичка судбина. Или, поедноставно кажано, кога си вела дека тука промена нема, сите се исти. И ова, само ова реченица, ова, за жал, ова свест и ова умие се менува само преку револуции, не преку манифести, преку тоа Хан и Могерини што ќе речат. Тие може што сакат да речат, но на луѓето веќе им се повраќа од нивните совети како треба да се живее. Од испаѓа дека и тие ни ги воздигнуваат во државници нашите избрани партиски челници. Дали е таа ситуација присутна на Косово, да речеме? Бидејќи таму сепак има една жестока внатре политична дебата за важно прашање. Не сум сигурен како стои косовската јавност во смисла на овој предлог кој што очигледно се турка и од некои странци за евентуална поделба на териториите на Косово за да се добие меѓународно признавање. Како први, таа формула за да трампаш територии е старосрпска формула. Добрица Чосич прв. Затоа е секој албанец што ја прифаќа таа теорија, он работи за српска теза. Таа е српска теза. Дури ако прифатеа тоа, уште во време на Милошевиќ, нечие имаше потреба за војна од конфликт. И се поставува сега логичното прашање. Ако сега треба да менуваме територии, зашто тоа не го сторивме на време? Какво е во јавноста во Косово? Видете, во јавноста во Косово е жртва, би рекол повторно, не сум јас од тие што сметат дека другите секогаш ни местат нешто ни прават. Не, напротив, јас сум приврзаник на идејата дека секој може да ти стори само тоа што му го дозволуваш. И што се случи? Косово, мислам, дека и меѓународната јавност ја пушти низводно за да се изморат таму луѓето, да станат дури нечувствителни кон тоа, дали ќе биде северна... само да се ци. И мислам дека намерно, дури тука, јас ја пакувам и Македонија, намерно Косово и Македонија беа оставени жртви на некои, како Македонија. Например, жртва на тоа дали да се смени името и кој го уценува цел свет е една Грчка, што нема нити економски потенцијал, нити човечки потенцијал. Сепак е регионална сила, сепак е членка на НАТО, на Европска унија. Не, тоа, нека е. Меѓутоа, таа нема капацитет да го уцени цел свет. Што сакам да речам? Ако светот сакаше да се реши, да речеме, проблемот на Македонија, ќе оценува Грчка, не Македонија. Што можеше Македонија да стори тука? Ништо. Истото и со Косово. Косово намерно беше оставено као последната балканска приказна. Според мене, која е последната балканска приказна? Оти на крај ќе прашам и како ќе заврши таа приказна. Да ве кажам, јас како ќе заврши, сум рекол пред 10 години, па дури имаше реакции дека јас, да ме секојаш кон лошо ми оди умот. Реков дека границите на Балканот не се уште дефинитивни. Затоа врва едноставно следната логика. Дали е Босна и Херцеговина држава? Со кој параметар може вие да ја сметате Босна и Херцеговина држава? После, ако одиме подолу, вие исто и со Косово, да речеме, држава која што не контролира дел од својата територија, кај што Белград одлучува, да речеме, за Северна Митрополија. Македонија, со години вие ја возите, смени име, уште ова, уште тоа. И знаеш што, и тука логично, значи, има нешто што се остава за крајната епизода. И крајната епизода сметам дека ќе биде тоа. Ќе има уште едно седнување за граница. Значи, доаѓаме до некаква крајна епизода, според тебе, Ким, во која што ќе има седнување, во која што повторно ќе се прецртуваат граници? Па, јас не би сакал тоа и стално напоменувам. Јас не изнесувам мои желби. Меѓутоа, јас со тој ум што го имам, размислувам и го кажувам искрено тоа што го мислам. Јас не сум од тие што во Тирана едно зборува, доаѓа во Скопје затоа што го слушаат македонци, па ајде да прилагодам, за да бидам. Истото. Јас мислам дека сето, видете, логично,
ако се случи менување на границите на Косово. Тоа значи автоматски и обединување на Косово и Албанија. Дали тоа автоматски значи тоа? Па значи автоматски од една логична причина. Затоа што признато Косово, признато од овие држави што е признато, не е веќе тоа. Не е исто Косово со Митровица и без Митровица. Како проаѓа оваа приказна во Тирана? Видете, дали е Тирана расположена за таков разговор? Тирана помалку стои на страна од сите овие приказни, ради една многу неочекувана. Ние не очекувавме, ние албанците, тоа да се случи. Дојде, да речеме, Еди Рама на чело на Албанија, од кого ние очекувавме многу, тој што направи? Од политиката да направи ТВ спектакли и фрижидер да отвориш, тој ќе ти се појави. Дружение на кокошкари прави нешто, тој кажува како треба. Сите нас не прогласи за неуки, будали, медиумски каза, не знам што, а ние го готвевме, ние го изготвиме. Тој е манџа од нашиот казан, ние го фабрикувавме као вредност. Сакам да ти речам, Тирана има други проблеми и таа е многу пред нас другите. Ако сакате албанскиот корпус да го гледате во целина, знаете што, некако тамо природно се создадоа сите слоеви на општеството. Тамо веќе имате интелектуалци, ако сакате вака, независни, кои што цврсто стојат на тоа што го прават. Имате и медиуми, кои што нормално, најмногу се тие што ги држи власта во своји раце, но не се предават и овие другите. Значи ги имате, и има тоа што го немаме ние. Албанците од ова страна, посебно албанците од Македонија што го немат, оти Косово и Албанија имат нешто, имат студентската младина, еден народ, рбетот на еден народ, се студентите, не се старците као Ким. Тоа го има. А зошто во Македонија тоа го нема, бидејќи има неколку затоа што во Македонија имаме универзитет на Дуи, кај што Дуи одредува и професори и чистачи, а тамо тоа не го дозволуваат тамошните професори. Ради тоа што во универзитетот во Тетово имаш докторанти во Пловдив и во Ќафасан ги зима докторатурските титули, кај што овие носеа плик, од таму им се донесуваше званието доктор. Со такви не можеш да направиш студентска младина. Оти сепак младоста е малку другачие го мери животот и се брза и ти ако можеш да му дадеш шеска одма, тој многу не размислува. А таму во Приштина и во Тирана сепак има авторитети и во универзитети кај што вие не можете токму така као партија да одите и да речете, знаете што, Ким ќе ви го назначиме као ректор. Колку е приказната на албанците во Македонија актуелна во Тирана и во Приштина? И ќе овдека знаеме понекогаш да ги, особено на македонска страна, се превеличаат. Нема врска, некоја се превеличува. Да речеме, платформата во Тирана беше најмногу за да се спаси Дуи. За лоповите од Дуи да се спасат и да му ги спакуваат на Заев, да ги имат дома. Да им се продолжи век. Знаете зашто? Оти албанскиот корпус и реално земено во таа целина, да речеме, ние сме сепак периферни играчи. Оти албанците во Македонија и не можат да претендират, ако сакаш, дури албански, од албански англ гледано, на нешто, се додека не се консолидира и се додека дефинитивно не се стави точка на проблемот во Косово, Албанија да се етаблира као вистинска демократска држава. Оти, знаете, приказната едноставно кажано као писател, ако имаш тројца браќа и поголемите браќа имат поголеми проблеми дури од тебе, тогаш ти не си во игра. Не си во игра уопште. И затоа тие понекогаш доаѓаат тука и му го пакуваат на Заев. Албанците во Македонија се во игра во Македонија. Сигурно седат во сите влади, сепак... Па се, нормално, меѓутоа, ако гледаш како се тие се секојаш во игра истите играчи, само да се употребливи. Лоповите, тие што ВМРО ја држа во нозе до вчера, сега го држат Заев. Истите. Ајде покажете ми што се смени. Што се смени кај албанците во Македонија? Зашто? Затоа што се смени нешто ништо. Спрем поддршката која добива Заев независно од Дуи. Па знаете зашто ја доби таа зависно од Дуи. Дуи тоа му го овозможи. Оти толку се насити албанците од Дуи, што рекоа и кај Амди Бајрам, подобро е да се оди, не поценувам ништо,
ЦЕР, било каде, било која партија, Бошњачката, во ВМРО, него се овие кои што постојано те лажат. Има ли некаква промена во тој став? Ништо нема, никаква промена нема, но албанците и немат друг избор. Дури јас во шега си велам, као да е сега фер Заев, например. Сварно на председател на ДУИ треба еден споменик во плоштад да му изради. Сварно, во знак на... Наискрено ова го велам. Или некоја благодарница да му даде јавно. Дури Груевски тоа не го направи. Па види, Груевски не го направи. Не, еве зашто не го направи Груевски. Оти Груевски ги направи слуги. И кој газда на слуга му дава и споменик или улица да му... А овој, сепак да не беше ДУИ, немаше Заев да добие толку албански гласови, гарантирам, математички можам да докажам. Драго ми е што со истата енергија, со истата критика кон политичарите како и пред 30 години. Јас се обидувам да не ти упаѓам во збор, бидејќи знам дека имаш толку цврсти и силни ставови. Се надевам дека имаме време и прилика во некоја друга прилика малку и подлабоко да поразговараме. Ти фалам од пулс па до сега. Имаме години. Се надевам дека сега сигурен сум дека ќе слувуваат критики на овој твој настап, особено меѓу твоите колеги пријатели. Која власт мене не сакала за ова да биде? Почитувани гледачи, јас ви препорачувам да останете со нас, ќе биде исто волку, а може би позабавно и по тамошниот дел од вечерта. Ве препуштам на економските пораки кои што ќе следуваат после овој разговор, па потоа влегуваме во дневникот и она што веќе го најавив како вечерна програма на 1 ТВ. Отворено студио, студио 1 ТВ, јас сум Сашо Ордеонски, вашиот понеделнички водител.